Последниот настан за денеска некако надоврза на она што пред малку го зборавме за зачувување на животната средина, чистата животна средина во Охрид, но така треба да биде и низ цела Република Македонија и воопшто во светот. 5 јуни беше официјално денот на Светскиот ден на животна средина на Обединетите нации. Ета така. Или конкретно, меѓу другото, фака фин плакат дизајн, Youth Talks 2000, односно како ми рече Александра, 2030 или 2030 е настан за млади од едукативно-забавен карактер кој има за цел да ги поттикне младите да размислуваат за нивната визија на општеството, да ја подигне еколошката свест и да овозможи меѓу другото простор за креативно изразување на иновативни идеи. Малку по-голем брифинг, да не одиме ние сега како модератори на програмата, тука ќе видат соодветни луѓе. Александра и Антонио, welcome back again во утринското шоу. Имаме сега поголема публика која што не следи зад камерите, така? Одлично, баш ме мило. И тама доаѓаме на кај Пладне, па више и на кај Пладневна мисија. Од каде идејата за ваков еден настан не очекува во вторник на 12 јуни? Што значи насловот со тоа 2030? Да. Која е поентата еве на целиот овој момент? Го правите нели заради 5 јуни? Го правиме заради 5 јуни, во принцип го одбележуваме Светскиот ден на животна средина една недела подосна. Ние на 12 јуни, од кога почнавме со Go Green 2010 година, ни беше големиот концерт со сладкаристика и тонезен во градски парк. И после секој 12 јуни ние имавме некој настан. И у принцип си го земавме тоа како роден ден наш. Иако официјално во централен регистар, во централен регистар ни е први, втори, 2010 на 1 февруари. Оправдано легитимно. Али 12 јуни дека така ни беше една голема забава, си има приказна и сега ни е тоа некој начин роден ден. 8 години од постоење на Go Green, ќе го правиме Youth Talks 2030. И идејата ни беше малце да визионираме. Значи да се одлепиме од секојдневието, од комфорната зона. Од комфорната зона, од секојдневните проблеми, од сето тоа и да ги натераме младите да размислат за 2030 година. Вие двајца се вклучувате, меѓутоа верувам дека имате и огромна група на организатори туку на овој. Цел тим сме. Цел тим сте. Александра, ти ќе бидеш водител заедно со познатиот јутјубер Стефанатор. Сериозно? Да. Стефанатор веќе ни е пријател на утринското шоу. Еве сега и Александра, каква ќе биде програмата, нели што се ќе биде на агендата, што се ќе се случува на 12 јуни во вторникот, колку стартувате, во колку ќе заврши целиот настан, каква е организацијата? Вака, на 12 јуни во Кино Фросина во МКЦ, ќе започнеме во 15 часот со отварање, регистрација и потоа ќе имаме дел каде што ќе има говор. Средношколците ќе бидат први, 5 средношколци имаме и потоа ќе бидат 5 студенти и на крај не чека забава. Пријави се како говорник. Тој дел веќе го завршивме. Заврши е сега 10 говорници ќе има. Имаме веќе 10 говорници. Да, и што конкретно да речеме ќе говорат, што ќе апострофираат истите? UN Sustainable Development Goals, тоа се глобалните цели. Значи Обединетите нации, ако не е светска влада, нели, они има ставено цели за 2030 во која насока треба да се движиме. Има таму 17 цели кои што младите може да изберат една тема, да речеме. На која што ќе зборат, односно ќе изразат својата визија на тема образование. Пример, бидејќи се средношколци и студенти, имаме неколку спикери што се образование. Имаме неколку што зборат за климатска акција, за климатски промени. Имаме неколку што зборат за мир и правда, за здравје, за еднаквост. Значи тоа се темите на кои што ќе се зборува. Во принцип многу интересни апликации добивме за каков би изгледале нивните говори и баш они ќе креативни доста. Креативни и баш ќе опишуваат идеалната состојба на општеството во 2030 година. Значи буквално ќе затоа ти ми спомена 2030 вие како 2030. Како да видиме нивната визија, да видиме како размислуваат младите, што ќе се дешава до 2030. Па добро, со оглед на тоа дека ние секогаш бавно одиме, меѓутоа ајде вака со ваков тип на акција кампањски да направиме еден стреч. Порано таа година можеби ќе се случат. Па ако дојдете на 12 јуни во МКЦ ќе се осеќате како да е 2030. Да, ете така. Поради тоа што и говорите ќе бидат во таа насока. Значи денеска сме 2030 година и се случува надвор тоа и тоа и тоа. Најдобрите говорници потоа патуваат за Луксембург. Да. Потоа патуваат. Што ќе се случува во јули? Active Change Makers во Луксембург. Тоа е дел од еден Erasmus Plus проект, каде што сме партнери. Имаме првин еден
10-дневен семинар, односно камп во Луксембург и потоа е во Германија. Значи ќе може да прашам изберете Антонио, колку победници ќе има или колку најдобри говорници? Двајца, значи тие еден патуваат. седмошколец и еден студент. Значи од двете категории, да речам, поделени. Добро, значи тие двајца заминуваат на сето ова што го зборувате вие за Луксембург. Да, тоа е инаку отворено за членовите на GoGreen, но поради што го имаме овој настан и да ги мотивираме го говорниците, инаку ќе ги избереме со жири, комисија и публиката. Значи ќе имаме 50% од гласот ќе си има жири комисија, тука ќе бидат луѓе од донаторите, спонзорите на овој настан, и потоа публиката, младите што ќе слушнат, ќе имаат исто гласачко ливче на некој начин и потоа додека се гласа ќе имаме диџеј. Да, ќе имаме диџеј, Айрис Креч, музика. Да, на паузите ќе не забавуваат Пари Хотер и исто така бендот Бета Хаус. Ќе имаме After Work почнува 3 сати, баш го направивме така малце да почне подоцна, за да може луѓето кои што работат да дојдат и да си може како after work забава да бидат дел од забавата. Ти си активист, многу си актуелна и по социјалните медиуми. Кажам близко од тебе. Да, дали вака гледаш генерално младината, околината околу тебе дека некако се менуваат визиите, дека им е покрената свеста, различни им се размислувањата во однос или во погледите на што се значи животна средина, што се значи зачувување на истата, здрави навики? Мислам дека има напредок, но мислам дека уште повеќе треба да се залагаме за да покриваме свеста, затоа што уште луѓето не се ни свесни дека не треба фрлаат пикавец доле, дека треба ѓубрето во канта да го фрлаат. Дека треба да прават и селекција на отпад и така натаму. Меѓутоа драго ми е што ти сте фонатор сте да речеме и како еден на некој начин и носители заедно се како со GoGreen Антонио на овој проект, затоа што вчера го коментиравме тоа со Цеце дека денес популарноста која што имаат јутуберите и влогерите навистина голема. Импактот кој што го имате врз младите и тоа како е добре дојден, така што на многу убав начин и корисен начин. Тоа баш зборевме со Тони дека еве за нешто многу добро, некоја добра порака да пренесеме. Апсолутно. Еве да речеме твои другарки, пријатели веројатно и ви честитаа последниот период за ова прво издание. Да, многу позитивен фидбек добивме, дека пак е малце различна перспектива на работите. Не е само збориме за проблемите, па вака треба, па и тој треба да направи, па покажуваме со прсти. Него буквално правиме стреж 2030 година и се надеваме дека ќе ја опишат околината без отпад, дека ќе имаме електрични автомобили, ќе имаме велосипеди, дека ќе една таков вид за да може за да видиме дека може. Значи чим може да го замислиме, може да го реализира. И треба да почнеме со некој ваков вид на работи што ќе потикнат што повеќе млади и многу ни е драго што Александра во меѓувреме стана влијателна на социјалните медиуми. Јас го потврдувам тоа апсолутно. Она не беше активист како средношколец од 15 години. Да, има тесно поврзани веќе. Да, од 15 години. Од 15 години буквално. Исто така и заедно организиравме маршот што беше. И Александра беше тим лидер како средношколец во Панче Караѓозев, тоа е медицинското средно. И таму организираше бидејќи кај државна болница имаме таму топлана. И Александра го иницираше маршот против загадување, против топланата. И тогаш излеговме за прв пат на насловна страна на Вест. Сигурно се сеќавате средношколци со маските. Со маските што беа газ маските, дури гламурозни фотографии, меѓутоа со добра порака беа тие. Како успеавте? Добар тим сте собрале. Звезда имаше уште како малец. Никако сме на самиот крај, само да кажеме како се влегува. Многу интересно, влезницата се обезбедува на интересен начин. Да, влезот е отворен за сите и сите кои што ќе дојдат само треба да донесат 3 празни батерии или еден стар електричен уред, стар мобилен фен или по дома нешто сигурно. Стар фен, мобилен, сите имаме сигурно по сите на стари мобилни. Фигаро, пегла. Има, да. Миксер. И на журката во Хавана што сме ја правеле, има и тогаш беше влезница батерии и буквално имавме илјадници се на школци што дојдоа и собравме преку 8000 батерии, 220 стари мобилни и така натаму. Така да ве покануваме сите да дојдете за забавуваме. Супер. Го славиме 8-миот роден ден на GoGreen. Да. Меѓу другото и го одбележуваме денот на животната средина, 12 јуни. Дојдете во Младинскиот културен центар во Скопје, понесете 3 празни батерии или електричен. Бела техника некоја нешто. Да, нешто што по дома не ви функционира. Фала ви многу, се гледам и продолжете само од напред.